весели, талентирани и разиграни. Учениците и професорите од музичкото училиште Боро Џони приредија вистински спектакл пред струмичката публика. Едночасовен концерт каде детската имагинација и креативноста на професионалците достигнаа музичка кулминација преку талентираните изведби на познати numери од детските мюзикли. Како училиште сме среќни што сме дел од карневалското празнување и што сме дел од вековната традиција на нашите предци. Концертот го подготвуваме веќе од септември месец, а од декември почнавме интензивно со подготовки. Учениците и сите вработени во училиштето секојдневно работеа со голема љубов и сето тоа вечерва ќе се покажи на сцена. Вечерва музичкото училиште на струмичката публика ќе представи едно патување низ мюзиклите, детските мюзикли, кои всушност беа инспирација за овогодинешниот концерт под маски. На сцената ќе го видат Оливер Твист со неговата дружина, малата Ени со низините другари и низиниот очов, Дадилката на 7 браќа и сестри и уште многу ликови. Верувајте, Струмица има многу талентирани деца и ние како училиште сме горди на нив. Тие музиката не само што ќе ја пренесат до перфекција, тие вечерва ќе бидат и одлични глумци. 12 точки во кои стотина ученици покажаа дека големата сцена им се покорува на дечињата уметници. Ги потсетија возрастните на култните детски филмови, кои низ песна обработуваа важни општествени теми и проблеми. За младите нова лекција од уметноста, која ги доближува до филмот, музиката, книжевноста. Покрај концертот под маски, синоќа се отвори изложбата на карневалска фотографија за 2015 година. Награда доби струмичанецот Ѓорги Кончалиев. На овогодишниот конкурс за карневалска фотографија пристигнаа околу 150 фотографии од 15 на автори. Радува фактот дека како учесници се јавуваат и наши локални фотографи, дали аматери или професионалци. Не спомнав, бидејќи самиот конкурс вклучува категории аматери и професионалци. Така да сметам дека годинашниот квалитет на фотографијата е навистина на едно повисоко ниво, тргнувајќи од фактот дека поголем дел од учесниците на конкурсот се професионалци, фоторепортери кои работат по редакциите на нашите дневни вестници. Традиционално секоја година се доделуваат две награди. Една награда ја доделува Сдруженијето Евровизија, а другата награда Организациониот одбор на Струмичкиот карнавал. Награда од Сдруженијето Евровизија доби нашиот сограѓанин Ѓорги Кончалиев, а додека награда од Организациониот одбор на Струмичкиот карнавал ја доби Маја Златевска, фоторепортер професионален од Скопје. И сметам дека фотографијата се на ниво. Спомнав преска жирито беше во состав Ацо Манински новинар, Ниче Василев академски сликар и Митко Говелов концептуален уметник. Во рамките на карневалските свечености денеска се одржува традиционалниот маскенбал, каде се избираат принцот и принцезата, кои ќе го отворат големото карневалско дефиле и ќе ја предводат кралската свита.